од овие средби можам да потенцирам дека дел од граѓаните, поготоа земјоделците кои што се овој регион истакнуваат едно големо незадоволство на политиките на владата на Зоран Заев, политики кои што не вродуваат со никаков плод. Земјоделците како никогаш досега не биле заборавени и оставени сами на себе. Доказ за актуелната политика е тоа што Државниот завод за статистика за второто тромесечие од 2018 година бележи пат на откупот и продажбата на земјоделските производи за 4,4%. Граѓаните на овие средби истакнуваат дека, поготоа земјоделците, дека никогаш до сега не биле оставени сами на себе и буквално во секој земјоделски сектор имаат потешкоти со пласманот на земјоделските производи. Тој пласман и таа потешкотија значи помал приход за нивните семејства и обавување на семејните обврски во текот на целата година. Исто така на овие средби се разговара за актуелниот договор кој што го потпиша владата на Зоран Заев со нашиот јужен сосед, и во тој дел сакаме да потенцираме дека граѓаните се против тој договор, дека негодуваат на рушењето на нашиот идентитет и дека во Европската унија и НАТО не се влегува со починет земјоделец. Починет земјоделец бидејќи они практично целата ситуација ја парафразираат во актуелната ситуација во која што се наоѓаат. Значи, во Европска унија треба да се влезе со достоинствен земјоделец, со достоинствен граѓанин. Исто така, на овие средби потенцираат граѓаните дека во секој друг сегмент на општеството се бележи негативен тренд. Дали се работи за здравството, образованието и така натака, секаде имаат забелешки на актуелното